За вршење на угостителска дејност мора да бидат исполнети минимално пропишаните технички услови. Тие се санитарно-здравствени услови, услови за заштита при работа, заштитата и унапредувањето на животната средина, противпожарна заштита и услови за заштита од бучава пропишани со законот. Угостителската дејност во угостителските објекти, ноќен бар, кабаре, диско клуб на отворен простор, може да се врши ако угостителот обезбедил и согласност од органот на државната управа надлежен за работите од областа за внатрешни работи, дека се исполнети за заштитата на јавниот ред и мир и безбедноста во сообраќајот. Согласно член 7 од Законот за угостителска дејност, угостителот е должен исполнувањето на условите од член 6 став 1 на овој закон и започнувањето со работа да го пријави на државниот пазарен инспекторат, на градоначалникот на општината, а во градот Скопје на градоначалникот на општината на подрачјето на градот Скопје, според местото и седиштето на објектот, односно според местото каде што се даваат услугите, најмалку 15 дена пред почетокот на работењето на угостителскиот објект. Истото важи ако се прави промена. Ова го пишува во одговорот од Министерството за економија на прашањето на Телма како оди постапката за работа на еден угостителски објект од почеток па се до делот за доделување на лиценца. Стои дека согласно член 8 од Законот за угостителска дејност, градоначалникот на општината води евиденција на угостителите кои отпочнуваат со работа на нивното подрачје. За добивање лиценца пак се поднесува барање до Министерството за економија. Објектот во кој се случи несреќата бил регистриран за лесна индустрија и така работел 15 години, кажа министерот за внатрешни Тошковски. Ова значи дека така функционирал во време на повеќе влади, министри, градоначалници, директори на инспекторати. Премиерот Мицковски тврди дека градоначалникот на Кочани без одговорност си поднел оставка. Градоначалникот без никаква одговорност, ќе повторам, е доблесен и поднесе денеска оставка, бидејќи ништо не зависи во овој случај од него. Општината има ингеренции во делот на комуналните инспектори да проверат ако има тараса, дали е соодветно на елаборатот. Јасна е одговорноста на институциите во минатото. Имаме фалсификувана лиценца за работа, фалсификувана лиценца за кеш. Мицковски рече дека во 2024 година се издадени вкупно 12 лиценци за кабаре, но со оглед дека се со рок од една година не се знае колку од нив се валидни. Зошто досега не е направено ревидирање на лиценците, од Министерството за економија одговорија дека истрагата е во тек, ќе ги оставеле надлежните МВР и обвинителство да работат и кога ќе се соберат сите веродостојни информации, ќе дали изјава за медиумите.